Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во Срекно семејство. Од минатото коло, кога започнавме нов циклус на емисии, се дружиме секој понеделник во месецот. Така ќе биде и оваа понеделничка вечер. Минатата недела нашинат преварувачи беа семејства на познати личности кои игра, односно освоените суми ги доделија во 3 различни хуманитарни организации. Пред нас вечерва е редовното 14-то коло на Срекно семејство, каде нашинат преварувачи сте вие почитувани гледачи, редовни плаќачи на сметките на електрична енергија. Изминатото коло, иако 13-то по ред, Срекно беше за трите семејства со кои вечерва се дружиме. Но пред да се запознаеме со нив, ќе им се заблагодарам на стручната комисија составена од двајца представници од Ева на Македонија и еден нотар, кои се грижат за регуларностите во квизот. Господа, добро вечер. И со ред, да ве запознам со оние со кои вечерва ќе играме, со оние со кои ќе се борат за 1000, 500 или утешната награда од 300 евра. А ни пристигнуваат од Струмица, Штип и од Велес. На позиција број 1, семејството Михајлови од Штип. Играат Оливера, сопругот Панче, внуката Ана и Драган. На позиција број 2, директно од Струмица, семејството Делеви, Наке, Елизабета, Сузана и Вероника. И од Велес, семејството Панови, на позиција број 3, носителот на сметката Драганчо, синот Зоран и Ања, која има 8 години. Добро вечер, господа. Ке почнеме со семејството Михајлови од Штип. Како сте добри, спремни за игра? Игрите ги познавате? Да. Која ви се чини дека е најтешка? Сите се тешки, ама за нас се лесни. За вас е лесно. Одлично. На позиција број 2, Делеви од Струмица, како сте пристигнавте, како што треба, се е во ред? Да, се е во ред. Подготвени сте за игра? Подготвени, да. Вие имате некоја од игриве која ви е потешка или полесна? Не. Обично нашите преварувачи се жалат на третата игра во која штедиме електрична енергија. Толку ли е тешко да се штеди електрична енергија? Тешко. Да, вие ги палите, вие ги газите. Струмичани, вас ке ве прашам, која пастремајлија е подобра? Штипската или велешката? Да. Затоа струмичаните да се во средина, да држат. Така. Семејство Панови од Велес, велите нивната за Штипската или? За Струмичката. Одлично. Ни доаѓате од Велес, вие сте подготвени за игра? Ања ќе ни помогне? Помага како време. Одлично. Ви посакувам семејства многу среќа во игрите кои следуваат. Ја започнуваме со топка на среќата. Срекно за вас, а вам, почитувани гледачи, ве поканувам во следните 30 минути да уживате затоа што загарантирана ви е забавата. Почнуваме. Мразот во топка на среќата прва ќе го скрши господјата Оливера од семејството Михајлови од Штип. Подготвени сте, господја Оливера. Имаме 3 обиди да се срушат овие коцки. Така? Чините дека имате среќа? Па ќе ја видиме среќата. Ајде да се ја провериме среќата. 3 обиди, да видиме колку ќе биде тоа лесно, повелете. Одиме. А нормално, и семејството Михајлови и останатите може да ја дадете една поддршка, нели? Браво, 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 браво. Одлично, сега имаме една двумица, 2 удари и 2 коцки кои што мора да бидат срушени. Ајде, можете вие, господи Оливера. Одиме. Силно. Браво. Одлично. Браво. И ни останува што оваа коцка. 20 поени за сега. И оваа ќе помрнеме да видиме што ќе ни остане. Браво. Цела петка, 25 поени, господи Оливера, за семејството Михајлови. Имате среќа, мора да се потврди, ви ја посакувам и во следните 3 игри. Повелете на вашето место, а следни се Делеви од Струмица да видиме кој ќе игра топка на среќа. Следни се Струмичани. Наке на својата позиција од семејството Делеви, подготвен во 3 удари, ако не и во 2, да ги сруши овие коцки. Си ја пробуваш среќата често надвор од спортската прогноза? Да. Да, и оди. Па оди. Ајде да провериме дали и ти како семејството Михајлови од Штип ќе успееш барем приближно или над нив 25 поени од збирот на коцките. Одиме, наќе имаш 3 обиди. Ајде. Ајде, еве го. Доволен е еден, со што ги сруши сите коцки, а ова ни останува тука бидејќи падна од оваа страна. Ајде да го собереме збирот. Добри бројки, 8, 14, 19, 20 чинам поени за Делеви. Тоа го потврдува и компјутерот.
Ворете Наќе повели на своето место, одлично. Следни се панови од Велес. Внуката Ања ќе му прави друштво на дедо Драганчо во топка на среќа. И ќе навива за него, предпоставувам. Спремни ли сме, Драганчо? Кој гром? Струмичани во еден удар успеа да срушат сите коцки, нема среќа седна да остане од оваа страна. Ајде да видиме вие што ќе направите. Исто и за вас важи правилото од 3 обеди. Ања, те молам, гледај, немој да мижиш. Може, спремни ако сме. Ајде! Одлично, имаме уште еден удар. Браво, Драганчо, ете, тие две двојки се. Одлично, мали бројки се, но не се знае. Може би ова ќе ни донесе некоја шеска, ако не, ќе ни донесе единица. Во секој случај, браво за играта. Ања, одлично бевте. Да пресметаме, 16 поени за вас. Да, имаме 3 игри пред нас, ќе се покажеме и ќе се докажеме, ја гледаме водовната ситуација по првата игра, семејството Михајлови од Штип 3 поени, Делеви 2 поени и Панови од Велес 1 поен по првата одиграна игра. Следува играта на слепо. Ја отпочнуваме играта на слепо. Семејството Михајлови се на своите позиции, Ана и Драган ќе ја играат оваа игра. Ана, подготвена си? Да. Може малце да те дезориентирам? Колку е тежок овој збор да се скаш? Инаку си бруцаш, пред малку ми кажа, на економскиот факултет. Да, Го да. положи првиот испит. Да. Честитки, Ана. Фала. Така, добре да бидеш и во играта. Драганчо, подготвен си? 2 дена имаш вежба да ми кажеш. Точно. Точно 2 дена да видиме колку топки ќе соберем, имаме минута време. Почнуваме сега. Ајде, ајде Ана. Ајде Ана, ете и првата црвена топка. И првата црвена топка, одиме. Ајде. Тие велат една црвена пропушти, Драганчо прави место, кренија корпата повисоко да се ослободи. Не сме го мереле колку риби собирано, знаеме колку топки или колку поени носи. Ајде да одиме. Плавите, знаете, носат 1 поен. Ета, браво. Десно Кјошик. Одлично, одлично. Кјошик, горе, горе, горе. Ета, добро. Ги слушаш, Ана, нели? Да, да. Добро. Ајде, 20 секунди. Колечка да не стави. Почекај, Ане, малце. Да стави. Ајде, почекај, вели Ане, Драганчо да направи место во мрежата. Имаме 10 секунди до крајот. Браво, Ане. Колку топки Браво. во мрежата, толку и надвор. 5 секунди да слушаме бројот. Ајде, 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 Ане, 3 секунди имаш. Ајде, Ане. Ах, за малку и таа нема. Па добро вежбање си направил, бога ми. Ана, извади ги очилата и повели овде да ги преброиме топките. Добро ти е, одлично. Драганчо, задоволен од ова? Пропуштивме неколку топки, ги имаме тука на студиото. Добро е. Сега ќе ги видиме и вкупната бројка на топки, 48 поени. Добар резултат, одличен. Да видиме семејството Делеви колку кошеви ќе успеат да дадат во играта на слепо. Дали се достижни 48-те поени на семејството Михајлови од Штип, дознаваме за кратко. Сузана и Наќа се на својата позиција. Шутираме, собираме кошеви. Може? Може. Ајде малку да те дезориентираме. Сега знаеш кај сме? Не знам. Тука некаде сме. Тука некаде. Пред тебе е Сузана на некој 2,5-3 метри, да речеме, спремна и подготвена да собере што повеќе топки. Пробај да ги уфрлиш сите во кошот. Одиме. 1 минута време. Сузана, спремна? Да, да. Ајде. Наќе, почнуваме. Добро. Таа е тактиката во која што се игра, таа е силината која што треба да ја употребуваш, да не ја префрлиме преку Сузана, а да сме на точка. Еве и првата црвена топка, а од стручната комисија велат побрзо. Ајде! Побрзо, 48 поени, бога ми, не се малку да се стигне. Одлично ти оди, Сузана. Одлично ти оди. Од кога немаш играно кошар? Од дете, ете! Направи побрзо, дури, бири. И Михајлови од Штип велат. Направи место, собира оваа корпа многу повеќе од колку што може да претпоставите. На Наќе му оди одлично. Немаш многу топки надвор од коша, да знаеш. Еве уште една памет. Побавно вела, да направи Сузана место. Ајде да почекаме, но времето не може да чека, тече, имаме 8 секунди,
Тука некаде ќе го слушнеме и звучниот сигнал. 4, една изфрливме погрешка и последната топка која ни носи 2 поени. Ја уважуваме. Наќе. Одлично. Одлично. Повели до мене да ги преброиме и вашите топки. Има, од се по нешто. Има, од се по нешто. Сега дали се доволни 48 поени колку ги освои семејството Михајловиќ Тип, не сум сигурен. 5 помалку, 43. Одлично се покажавте во оваа игра. Одлично. 48 поени за семејството Михајлови, 43 за семејството Делеви, а колку ќе освојат Панови, ќе дознаеме за многу кратко. Само 5 поени ги делат семејството Делеви и Мануелеви, но дали ќе им бидат поматени сметките од семејството Панови дознаваме за кратко. Драганчо и Зоран се на својата позиција. Топката можеме да вратиме во корпата. Одлично. Ајде сега вака само да направиме малку да ве збуниме. Сега знаете ли каде е Зоран? Чиме корпата тука некаде е Зоран, право од тебе вели на 3 метра, 1 минута време. Драганчо, почнуваме сега. Ајде, одиме. Ајде. Одлично. А кај мене е Појако малце. Еве така. Појако. Мој е десно. Појако. Ајде. Еве така. Одлично, Зоран. Немој да ги пропушташ или ги пропушташ плавите, тоа е дел од стратегијата. Ајде велат побрзо, Драганчо, побрзо. 40 секунди, имаме доволно време. Плава. Плава вели. Посилно. Ете ја црвената. Одлично. Ајде. Ова е богами како на индустријска лента, можам да приметам почетувани вакво фрлање. Плава. Одлично. Вели плава е, ја пропуштаме. 20 секунди до крајот. Да направиш и место треба, Зоран, а ете и црвената. Добри се. Ете една со стратегија. Плавите да се пропуштат, тие ни носат 1 поен, жолтите 2, црвените 3. Одлично, Модине Драганчо. 5 секунди до крајот. Го слушате звукот. Ајде, ова е и последната топка, ни истече времето. Драганчо, ни една сина. Одлично. Зоран, повели да ги преброиме поените, па ќе заминеме. Им ги помативте ли сметките на останативе семејства? 5 поени беше разликата. Да. 43 поени. Да. Чинам дека семејството Делеви има исто така 43 поени, точно, како би одредиле кој заминува со 2, а кој со 1 поен ја фрламе срекната коцка. Затоа ќе замолам еден представник од семејството Делеви и еден од вас да фрлиме срекната коцка. Ништо збунувачки, многу едноставно, јас ќе направам простор за комицијата, ќе фрламе оваа коцка. Тој што ќе освои повеќе од фрлањето резултат, тој ги носи 2 поени во оваа игра. Повели Зоран кон стручната комисија, за да може одблизу да види. Во исто време, со 1 секунда закаснување не е проблем. Ајде, може, фрлајте. Ајде да видиме дали ќе Делеви или каде 1 и 2 разликата е мала да отидат тие 2 поени ке семејството Делеви. Одлично! Ја гледаме и бодовната ситуација по одиграните игри, повелете на вашите места. Велат семејството Михајлови 6 поени, Делеви 4 поени и семејството Панови од Велес 2 поени по двете одиграни игри. Ништо не е завршено, 1000 евра се уште се во игра, 500 исто така, а и 300 евра. Одиме во третата игра во која штедиме струја. Ја стартуваме третата игра во која штедиме струја. Многу дилеми ќе бидат решени по оваа игра, односно ќе дознаеме кои две семејства заминуваат во финале. Шансите се подеднакво исти за сите. Но започнуваме со семејството Михајлови, кои се на своите позиции и спремни да штедат струја. Добри сме во тоа? Да, ние палиме, ние гасиме. Вие палите, ние гасите. Дали истото ќе го направиме овде? Мислам дека. Имаме 1 минута време, исто како и за останатите игри. Може? Ако сте спремни, може? Да. Спремни сте. Да. Ајде, ше 1 минута имаме. 9 светилки. Бидете прецизни. Да знаете, ова е едно од потешките игри. Ајде, одиме. Ајде, Драган. Јас сум задолжен за... Ти си задолжен за собирање, но имаме и доволно топки, се додека бидеме спремни да погодиме. Иде тешко, нели? Ајде да не ве деконцентрирам.
А и да не се добијам некоја топка по глава. Две изгаснати светилки. Па добро ви оди. Три веќе. Одлично, одлично. Да, само внимавајте да не погодите иста светилка, во тој случај повторно, само што споменав каква уста има. Ајде, добро, браво. 18 секунди, добре. Одлично сте. Инаку имаме рекорд во оваа игра, за 30 секунди изгаснате сите 9 светилки. Да ти не ти ми се верува. Браво. Дури не ми на мене не ми се. Браво, Браво. 7-6 секунди. Ајде. Панче, добро е, 6 изгаснати светилки. Готово. 6 изгаснати светилки, одлично. Иако ме поголебавте на самиот почеток. Ама одлично. Ovo je малку потешка игра, знаеш. Потешка игра е во секој случај. Наред се семејството Делеви од Струмица. Семејството Делеви од Струмица се на своите позиции. Значи и во оваа игра ќе се покажеш, претпоставам. Па да. Овој пат твојата сопруга Елизабета е задолжена за мотивација и за поддршка. За поддршка, да. Добри сме во штедењето струја? Да. Кој подобро во вашиот дом штеди Јас. струја? Она штеди повеќе. Она штеди повеќе. Да. Па може би требаше не за да ја дозволиш да игра, но Не, ајде. не. Машка рака, Машка, силно да. ќе удриш, прекинувачите се твои. 9 ги имаме на број 1 минута време за да ја завршиме оваа работа. Одиме. Почнува времето да тече. Може? Ајде, може. Ајде да видиме. Значи, попрецизно. Нели? Тешко е, Елизабета. Еве му една топка и од мене за наче. Еве му за малку уште едната се враќа. Полека, така му одеше и на Панче во првите 20 секунди тешко, додека не се скрши мразот, а еве ти тоа го направи. Една светилка веќе отиде. Добри сме, ајде. Имаме време, полека, сконцентрирано, прецизно, тоа го бараме во оваа игра. Значи, добро оди. Тешко е. Не е онака како што изгледа на телевизија, ама веќе па добар си, 3 изгаснати светилки. И тоа е некакво штедење. Штедење, да. И тоа е некакво штедење. Ајде да не те деконцентрирам. Елизабета. Ете четвртата светилка. Добри сме. 5 секунди, 4, имаш уште една-две топки. Ајде. Доволно. Истече времето. 4 светилки за малку. Слабо штеде. Слабо штедиш. Мислам дека Елизабета подобро ќе се покажеше во оваа игра, но што е тука е семејство Делеви, ви благодарам. 4 изгаснати светилки. 9 светилки ги запаливме. Спремни да играме и да штедиме електрична енергија со семејството Панов. Зоран на својата позиција. Како ти се чини, далеко или блиско? Па далечко е. Далечко е. Достижни ти се чинат ли оние 6 светилки или 4 на семејството Делеви? Ајде се потрудиме, да. Ајде да се потрудиме. Ања, повторно имаме тука за поддршка, а и Драганчо, спремни сме, Ања? Ајде, почнувам. 1 минута време и за вас семејство Панови. Полека, но сигурно првата ја имам изгасната светилка. Браво, Ања, за поддршката и радоста која што ќе даваш. Одлично. Ајде да видиме. Сконцентрирани сме, Зоран, нели? Добро е. Ете ја и третата. Се една топка, 2 светилки. Баш е ова рационално користење на енергија. Браво. Можете и дома да вежбате вака. Да ги гасите светилките, прекинувачите со топки. Една од нив веќе изгасната, ни остануваат 5 светилки, 4 блиску сме, имаме време. Одлично ти оди, Зоран. Ајде, еве ти уште 2 топки од мене. 15 секунди, 1, 2, 3, 4, 5 изгаснати светилки, една веќе повеќе од Делеви, но внимавај да не изгаснеш некоја. Тишина е во студиото. Сите сме сконцентрирани. Одлично. Истече времето. 1, 2, 3, 4, 5 изгаснати. Чинам дека светилки. Ете се радува. Одлично ги однесовте двата поени во оваа игра. Повелете на вашата позиција, ние гледаме генералната водовна состојба по трите одиграни игри. Семејството Михајлови од Штип неприкосновени со 9 поени. Делеви од Струмица 5 поени и семејството Панови од Велес од 4 поени. Иако во оваа игра успеа да ги однесат двата поени, не успеа да влезат во финалето. Господа Панови од Велес заминувате со 300 евра. А семејството Делеви и Михајлови ги гледаме во финалето, односно во борбата за 1000 или пак за 500 евра. Одиме да играме финале.
Дојдовме и до финалната игра каде семејството Делеви од Струмица и Михајлови од Штипке си ги одмерат силите, односно некој од нив ке замине со 1000, некој со 500 евра. Подготвени ли сме да играме финалната игра? Правилата се едноставни. 4 топки бараме дијагонално, вертикално или хоризонтално. Фрламе еден по друг. Семејство Михајлови, Панче, вие фрлате први, бидејќи по трите одиграни игри однесовте најмногу поени. Ако сме подготвени, сконцентрирани, поддршката е тука и зад вас, стручната комисија будно наследи, одиме си игра. Имаме 3 минути. Може. Ајде. Ајде, Панче е првиот кој што ќе упати удар. Одиме. Ајде, еден по еден само. И внимавајте, треба да споиме 4 топки. Ајде. Не брзајте само еден по еден. Трите топки се веќе наќе кај Панче во игра, но и ти имаш 3. Ајде, ако оваа топка заврши во таа вертикала, ќе освоевме. Панче пробува да затвори, но не и да игра неговата четврта топка. Ајде. Ајде, одиме, наќе. Дали е возбудливо, дали е оваа вистинската. И ете го семејството. Делеви од Струмица заминаа со 1000 евра. Михајлови 500 завршија кај вас. Може би требаше да се обидите да ја затворите четвртата многу побрзо отколку да ги затварате. Со среќа, значи покаже добра игра. Елизавета, имаш совршен сопруг. Одлична. А за кратко време, почитувани, им ги доделуваме ваучерите во 14-тото издание на Срекно семејство. Дојдовме и до самиот крај на 14-тото коло на Срекно семејство, односно до моментот во кој ги врачуваме освоените ваучери на трите семејства кои се надпреварува во 14-тото коло на Срекно семејство. Како и досега, практиката е представникот од ЕВН Македонија, господинот Атанас Ковачевски, да им ги додели ваучерите. Добро вечер, господин Атанас. Ќе искористам оваа прилика да ве прашам што последно се спрема или ево подготовки во ЕВН Македонија. Тоа го подготвивме и од денеска почнавме кампања заедно со Дирекцијата за заштита на личните податоци за ажурирање на личните податоци или зголемување на свеста кај нашите корисници и граѓаните за ажурирање на личните податоци. Зошто е тоа важно? Причината е едноставна, за да можеме да дојдеме на поправка или на некој дефект на точната адреса, затоа е битно да се податоците точни или да не биде исклучен некој погрешка, бидејќи нема точна адреса доставена до ЕВН Македонија. Едноставно, за подобри услуги, што може ЕВН Македонија да ги понуди токму за корисниците, потребно да ги имаме точните податоци или да ги ажурираме податоците. Тоа е врска и на корисниците, а обврска на ЕВН Македонија според правилата и прописите, според законот за личните податоци, нив да ги чува. Корисниците овој месец во своите сметки за потрошена електрична енергија ќе добијат и еден леток, каде што ќе може да ги пополнат своите податоци, точните податоци. Ова и затоа ако сакаат корисниците да направат промена на некој веќе починат, да се префрли на оној што веќе е наследник на имотот и да го наследува објектот, да може и брилото да биде префрлено на негово име. Значи, ќе ги пополнат точните податоци и ќе ги испратат по пошта, значи на нашата адреса до ЕВН Македонија, лично ќе ги достават до корисничкиот енергоцентар, онаму најблиску каде што живеат. Со ова чинам дека ќе можете да учествуваат во Срекно семејство кога ги имаме податоците, нели? Така, точно. Одлично. А сега е моментот кога треба да ги врачиме освоените награди. 18.450 денари завршуваат ке семејството Панови. Повелете, Драганчо и Ања. Ете, за малата Ања, 300 евра во денарска противредност. Честитки, задоволни сте од покажаната игра. Можеш и подобро, но добра е сумата. Важно си честа. Ања, Интересно беше? Да. каде ќе ги потрошиме пари? Знаеш ли? Да, во Солун за шопинг. Во Солун за шопинг, почитувани наши гледачи. Одлично ви посакувам со среќа да си ги ја користите освоената сума. Семејството Михајлови од Штип. Повелете само поставете место. Ето така. Господјо Оливера, носителот на сметката, 30.750 денари. Каде тие ќе завршат или како ќе бидат потрошени? Па со семејството ќе се почастиме, може за едно викенд патување на планина, спа центри или нека друга релаксација. Одлично. Да уживате? Да. И семејството Делеви од Струмица освоја 1000 евра во денарска противредност.
61.000 или 500 денари кај наќе човекот кој што буквално се покаже во сите 4 игри, освен што малку ти фалеше среќа во првата игра, но ете, сепак дојдовме до крај. 61.500 денари, каде ќе бидат искористени? Секој има по некоја желба. Керката сака лаптоп, синот сака кола на батерии, и жената, супругот ќе ја прашам што сака. Мене што ќе ми сака душа и Што то. ќе ти остане? Што ќе остане за мене, да. Така. Одлично, со здравје да си ги користите парите. А вам, почитувани гледачи, ве очекувам следниот понеделник на вашата омилена фреквенција. До гледање и останете со здравје.